Почитувани граѓани, и со оваа пресконференција сакам да ви представиме како Заев манипулира со граѓаните на Струмица и со бројот на реализирани проекти. Во Белата книга, со која тој се гордее, повторуваме, има едва 1000 проектчиња кои се повторуваат по неколку пати. Заев не може да се помири, да признае дека како градоначалник нема направено големи инвестиции во Струмица и упорно ја замајува јавноста со бројката 2360. Но деновите гледаме дека оваа бројка на проекти не е реална и ќе се намалува секој ден, како и неговиот рейтинг. Денеска наред се зелените проекти на Заев. Подобро да ја нарекол зелена книга. Кога ќе ја гледаш книгата, не баре наместо бекатон, садел трева. Тука веќе му е врвот на цепкањето на тендерчињата и на проектчињата. Имаме 20 на проектчиња, дел од 2360, што напразно ги зборува градоначалникот, а кои може да се запишат како еден единствен проект. Напишале создавање на зелени површини во градот и населените места како еден проект, уредување на зелени површини во градот како друг проект, уредување на зелени површини во неколку населени места, трет проект. Напишале зелени површини пред стамбени колективни згради и после посебни проекти за сите стамбени згради. Пак зелени површини кај зградите на одредени улици. Постоа, за да смени малку, да биде поразновидно, зелените површини ги прекрстил во паркови и уредување на дворови пред згради, па имаме уште неколку проекти. И на крај, да не ги заборавиме неговите топ проекти, тековните одржување на парковите и зеленилата. Му предлагаме, за да му се зголеби барем малку бројот на проектите, како проект да го напише секое чистење, наводнување и косење на зелените површини. Башка населените места кои во програмата се напишани како проекти на Заев за населените места, знаат колкави инвестиции и колку се одржуваат истите. На кое дередже е дојден човекот. Бидејќи нема дела за да ја пополни Белата книга, ги пишувал и ги представува тековните одржувања на секој парк, на секоја фонтана, на секој двор, како негови големи проекти. Ви благодарам.